Општина Кочани планира дополнителна медиумска презентација за полесно да ги продаде парцелите што се нудат со најновата објава за продажба на државно градежно земјиште. Досегашниот начин на запознавање на потенцијалните купувачи се оценува дека давал задоволителни резултати, иако заради поголема ефикасност неопходно е поинтензивно рекламирање. На седницата на Комисијата за комунални работи и планирање на просторот беше искажено мислење дека токму по доброто медиумско представување може да предизвика поголем интерес кај граѓаните за да купат градежна парцела. Дали може да биде медиумски покрај да продажба? Мислам дека многу повеќе запознаени може би се јави некој повеќе заинтересиран. Од општинската администрација рекоа дека законска обврска на локалната самоуправа е при продажба на градежното земјиште огласот да го објави најмалку во 2 дневни весници, а граѓаните во меѓувреме се информирале и на други начини. При продажбата сегашната што имаме во моментот е објавена во дневните весници Вечер и Нова Македонија, кои се избрани по пат на јавна набавка. Исто така, објавата е истакната на интернет страната на Општина Кочани, објавата е исто така истакната на огласна табла, обавестени са медиумите, меѓувремено и додека траја објавата, ние секој пат кој имаме објава, нашите медиуми можат да го потврдат тоа, дека секој пат излегуваме со соопштенија и овој пат дури планираме да малку за ова објава да организираме и медиумска презентација на парцелите, така да јас мислам дека доволно ја популаризираме, меѓутоа колку е интерес, тоа е друго прашање. Апостолов рече дека со најновата објава се очекува поголем интерес меѓу граѓаните затоа што подолго време немало продажба на градежни парцели за викендички на Пониква. Со донесувањето на новиот урбанистички план биле добиени нови атрактивни локации, па интересот треба да биде поголем затоа што на продажба се нудат дури 23 плацеви во планинскиот рекреативен центар.